Свечено беше пуштена во употреба новата линија на градскиот јавен превоз од Прилеп до Мариовското село Витолиште, на која главно превозно средство ќе бидат магарињата, бидејќи автобуси тука не сообраќаат повеќе од 10 години. Со овој сатиричен граѓански активизам, од НВО станица 5 од Прилеп посочија дека овој крај, иако може би има малку жители, во опасност е целосно да замри, бидејќи превозот е еден од основните предуслови за било каков развој. Приватните превозници немаат интерес да организираат превоз тука поради малиот број на жители и затоа се бараат субвенции од општината. Дополнително не се работи само за жителите на овие села, бидејќи Мариовскиот регион е еден од најживописните во Македонија и нуди особени можности за развој на алтернативен туризам, за органско производство на храна, знаеме за надалеку проченото мариовско биено сирење, планински мед и така натаму, па има многу луѓе кои што повремено доаѓаат тука, се занимаваат со пчеларство, сточарство и други активности. Еден од последните помлади жители во Прилепскиот дел на Мариово, Спасе Чакрески од селото Витолиште, вели дека преостанатите околу 200 жители во овој крај, поради немањето на превоз, не можат да си ги набават основните намирници за храна, ниту пак да стигнат до лекар или да завршат некаква работа во градот. Единственото патување му е организирано дека некој сака на добра волја да ги однеси или останува такси превоз. Селата Полчиште и Бешиште, кои што и на овој 19 јуни 2023 година немаат асфалтен пат, ако му се наврати такси, му бара висока цена. Тоа се движи од 2000 и нешто денари во еден правец. Дали знаете дека еден лет до Париз или до Амстердам кошта 30 евра како екстра понуда? А овде, за да стигне до основните намирници, му требаат повеќе од 40 евра ако му се нафати таксистот да ги одвези. Од општина Прилеп пак истакнаа дека веќе била донесена одлука во текот на летото да се распише оглас за јавен превоз, не само за Мариово, туку и за другите населени места во општината кои што во моментов не се поврзани со градот со автобуски линии. Да се пријават на него компании кои што сакаат да возат до тие места, а општината ќе го субвенционира горивото. Се планирало од септември да започнат да возат овие линии до населените места. Инаку од станица 5 информираа дека при оваа акција, која што е од символичен карактер, не било применето никакво дејство на нехуман третман спрема вклучените животни.